Поранешниот јавен обвинител и актуелен судија во кривичниот суд Ненад Савески е предложен од владата за нов државен јавен обвинител. Тој доби предност пред обвинителките Анита Тополова, Исајловска, Ленче Ристовска и Лидија Раичевич. По изборот во собранието Савески ќе го преземе местото на поранешниот државен обвинител Љупчо Коцевски, кој поднесе оставка во декември минатата година, пред да започне расправата за неговото разрешување. Савески беше единствениот кандидат кој заедно со трите обвинителки доби позитивно мислење од Советот на јавни обвинители за кандидатура за државен јавен обвинител. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија информира дека со денешниот лет од Дубај се евакуирани вкупно 150 патници, меѓу кои 125 македонски државјани и 25 странски државјани. Од странските патници 7 мина се од Србија, 11 мина од Косово, 2 од Босна и Херцеговина, 2 од Албанија, по 1 од Германија, Ерменија и Црна Гора. Според Министерството, во моментов во Обединетите арапски емирати остануваат околу 200 македонски државјани кои првично се пријавиле за евакуација, но засега не изразуваат подготвеност да ја реализираат истата. Авионот од Дубај се очекува да слета на меѓународниот аеродром Скопје околу 20 часот по локално време. Во однос на планираната евакуација од Ријад, која треба да се реализира утре, досега се пријавени 153 патници. Од нив 9 се од Саудиска Арабија, 15 од Бахрейн, 96 од Катар и 33 од Кувајт. Поради тоа што Македонија нема склучено договор за воздушен сообраќај со Кралството Саудиска Арабија, предвидено е авионот да слета прво на аеродромот во Приштина, од каде ќе биде организиран превоз на патниците до Скопје. Министерството истакнува дека целата организација на летовите, како и сите поврзани трошоци, се покриени од страна на владата преку Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, со цел да се обезбеди безбеден и сигурен превоз за сите граѓани. Државната комисија за спречување на корупцијата денеска едногласно одлучи да се поведат постапки против 234 општински советници кои не ја исполниле законската обврска за поднесување изјава за имотна состојба и интереси во утврдениот рок. Председателот на Државната комисија за спречување на корупцијата Адем Чучулј образложи дека анализата на електронската евиденција покажала дека околу 1/5 од советниците во општинските совети не ја доставиле задолжителната изјава, што представува прекршување на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Тој посочи дека оваа бројка не ги вклучува советниците од општина Куманово, за кои претходно е утврдено непочитување на обврската и веќе се изречени соодветни прекршочни налози. Според анализата на секторот за контроли при ДКСК, советници од 61 општина не ја доставиле својата изјава, поради што комисијата ќе постапува поединечно за секој предмет. За лицата кои нема да го платат изречениот прекршочен налог во рок од 8 дена, ќе бидат иницирани прекршочни постапки пред надлежната комисија за прекршоци. Чучулј потсети дека ДКСК редовно објавува податоци за извршените контроли, повредите на законот и изречените глоби на својата веб страница. Имињата на овие советници ќе бидат јавно достапни веднаш штом започнат постапките, со цел да се обезбеди транспарентност и одговорност на локалните власти. Премиерот Христијан Мицкоски денеска најави дека владата нема да прогласи кризна состојба која би била потребна за донесување мерки за намалување на акцизата и на ДДВ-то за нафтените деривати, откако од денеска цените значително се зголемени. Во моментов не гледаме потреба од прогласување на кризна состојба, изјави Мицкоски, одговарајќи на новинарски прашања за состојбата на пазарот со нафтени деривати. Тој ги оцени предлозите на опозицијските партии СДСМ и ДУИ како несериозни и непрецизни, нарекувајќи ги соцболшевизам. Премиерот посочи дека не ги коментира предлозите за намалување на акцизите и ДДВ-то и за интервенциите на регулаторната комисија. Според него понекогаш молкот е доволен одговор на некои прашања. Додаде дека ваквите предлози создаваат хистерија околу минималната плата и се поврзани со економски мерки кои ги нарече творци на канабис економијата во Македонија. Мицкоски нагласи дека и покрај поскапувањето на бензинот и дизелот, Македонија се уште има убедливо најниски цени на нафтата во споредба со соседните земји.
Како држава имаме доволно количини на нафтени деривати и моментално нема опасност од недостиг, иако во западниот дел на државата се создава одреден притисок поради потрошувачи од соседните земји, рече Мицкоски. Премиерот најави состанок за утре со сопствениците на сенџирите на супермаркети и хипермаркети, со цел да се обезбеди фер однос кон граѓаните и да не се префрли притисокот врз потрошувачката кошница. Нашата цел и приоритет е да го заштитиме стандардот на граѓаните и да обезбедиме стабилност на пазарот, додаде Мицкоски. Американскиот председател Доналд Трамп и неговиот руски колега Владимир Путин оствариле прв телефонски разговор оваа година, во кој дискутирале за ситуацијата во Иран и Украина, како и за глобалната енергетска криза, која според Кремљ представува закана за светската економија. Разговорот следува по американско-израелскиот напад на Иран, кој предизвика најголем пораст на цените на нафтата од 2022 година па наваму. Имав многу добар разговор со Путин, тој сакаше да помогне околу Иран, но му реков дека би бил многу покорисен ако ја заврши војната меѓу Русија и Украина. Така многу повеќе би ни помогнал, изјави Трамп по разговорот. Во услови на нестабилност на глобалните енергетски пазари, администрацијата на Трамп разгледува можност за ублажување на санкциите за руската нафта. Целта на овој потек би била зголемување на светските залихи на нафта по масовниот прекин на испораките од Блискиот Исток. Но тој потек истовремено би можел да ги искомплицира напорите на САД да ја ограничи од финансиската поддршка на Русија за војната во Украина. Се откажуваме од одредени санкции поврзани со нафтата за да ги намалиме цените. Имаме санкции за некои земји, ќе ги укинеме санкциите додека ова не се среди, рече Трамп. Тој додаде: потоа кој знае, можеби нема да мора да ги воведуваме повторно, ќе има мир. Овој развој покажува дека САД внимателно ја следат ситуацијата на глобалните енергетски пазари и се обидуваат да најдат баланс меѓу намалувањето на цените на горивото и санкцијската политика кон Русија. Американскиот министер за одбрана Пит Хексет на пресконференција во Пентагон истакна дека САД нема да попуштат во војната со Иран се додека непријателот не биде целосно поразен. Нема да попуштиме се додека непријателот не биде целосно и решително поразен, но ќе го сториме тоа според нашиот распоред и кога ќе одлучиме, изјави Хексет. Пресконференцијата се одржа заедно со председателот на Сдружениот штаб, генералот на воздухопловните сили Ден Кейн, кој даде оперативен извештај за текот на војните операции. Минатата вечер председател Доналд Трамп изјави дека постигнувањето на американските војни цели е многу близо и дека војната би можела наскоро да заврши. Но Хексет не прецизираше колку сад се близу до целосна победа. Ги извршуваме со неуморна прецизност, победуваме со силен и непопуслив фокус на нашите цели, кој се исти како и денот кога го одржав првиот брифинг. Тука за операцијата Епски бес, истакна министерот. Хексет истакна дека САД нема да се вклучуваат во долготрајни конфликти како онаа во Ирак во 2003-та, нагласувајќи дека стратегијата сега е целосно фокусирана и ограничена на постигнување на конкретни цели. Оваа изјава ја потврдува решеноста на САД да ја завршат војната операција против Иран, додека истовремено се обидуваат да избегнат продолжени конфликти со непредвидливи последици за глобалната безбедност.